Благодарам, Вангел. Почитувана директорка на Агенција за вработување, почитувана секретар на Црвениот крст на град Скопје, почитувани представници на Сдруженијата на граѓани, почитувани корисници на персонална асистенција, но најважно, затоа што за прв пат станувате официјално денеска, почитувани персонални асистенти. Овој настане навистина убав и свечен, но ова е само почеток на она кој што сите персонални асистенти треба да го испорачаат во наредните 6 месеци и да испорачаат резултати со кои што сите ние заедно ќе бидеме сведоци како персоналната асистенција ќе имаме во наредната година и на национално ниво. Персоналната асистенција е првото придвижување на државата од групни сервиси кон индивидуални сервиси. И тоа беше барање на лицата со попреченост во нашата држава. И со тоа додаваме квалитет во живењето и секако додаваме во имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во нашата држава. Но ги правиме првите чекори и многу ќе биде важно секој од вас кој што денеска добива сертификат за персонална асистенција да се зафати со својата работа навистина посветено, заеднички со лицето кој што го обслужува, да постигнеме она кое што сме го зацртале на хартија. И ако имаме резултати, верувајте дека ова ќе биде една од најубавите услуги кои што се воведуваат во нашата држава, затоа што идејата на персоналниот асистент е да обезбеди независност и самостојно живење на сите лица со попреченост во Македонија. Јас не би должела повеќе, ви благодарам на сите што бевте дел од тимот да ова стане реалност. Во март се усвои програмата, финансиски средства се издвои од буџетот на Република Македонија, за што сум посебно среќна, што значи дека имаме реформски пристап за сите политики и програми што ги носиме, а не проектен пристап како што беше досега, кој што навистина видовме дека и не даваше резултати. Ви благодарам многу. Добар ден и од мене, почитувана министерка, почитувани представници на Црвениот крст, персонални асистенти, корисници на услугите од персоналните асистенти, почитувани медиуми, почитувани присутни. Чест и задоволство ми е во име на Агенцијата за вработување на Република Македонија да изразам голема благодарност во имплементирањето на оваа мерка, односно соработката која што ја имавме со персоналните асистенти односно невработените лица кои беа обучувани како персонални асистенти, со Црвениот крст, се разбира пред се Министерството за труд и социјална политика, поддршка до владата, која што во оперативниот план за мерки и политики за вработување во 2018 година ја предвиде токму оваа мерка. Јавниот повик за изразување на интерес за учество во оваа обука беше објавен во месец март. Интересот беше голем. На огласот се пријавија 254 невработени лица за предвидените 100 места. Согласно претходно усвоени критериуми беа селектирани за учество 100 лица. Обуката успешно ја завршија 88 лица кои учествуваа на завршно тестирање, 87 лица го положија испитот и се стекнаа со сертификат и дополнителни лица преку општината Струмица, односно Црвениот крст во Струмица, канцеларијата на Црвениот крст во Струмица, што значи имаме вкупна бројка од 92 лица кои што денеска ќе добијат сертификати за персонални асистенти. За останатите места распишан е нов јавен оглас кој се уште е во тек, ќе трае до 23 овој месец, што значи ќе бидеме комплетни во таргетираната бројка од 100 лица. Предност во селекцијата за учество во обуката за персонални асистенти за инвалидни лица има оние лица кои има искуство во работа со лица со попреченост, лица кои имаа завршено образование од здравствени, хуманистички и општествени науки. Не би должела. Им честитаме од името на Агенцијата за вработување на лицата кои успешно ја завршија обуката за персонални асистенти за инвалидни лица и веруваме дека оваа обука, освен што ќе зголемиме интеграцијата на невработените лица на пазарот на труд, воедно ќе овозможиме многу поквалитетен живот и на лицата со попреченост. Уште еднаш честитки и многу успеси. Ви благодарам. Почитуван министер, почитувани присутни, дами и господа, посебно ми е чест денеска да ве поздравам во името на Црвениот крст на Република Македонија и посебна гордост е за нас дека како организација бевме препознаени од страна на владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика како партнер во првичното спроведување на ова навистина многу важна програма која што уште еднаш ќе докаже дека Република Македонија е општествено одговорна држава и заедница во која што живеат луѓе кои што ги препознаваат
препознаваат потребите во заедницата и реагираме согласно тие потреби. За нас во Црвениот крст на Република Македонија навистина беше голем предизвик целокупната обука да се направи навистина согласно потребите на сите оние персонални асистенти кои што се беа дел од оваа програма. Навистина се потрудивме преку координаторите кои што ги имавме во 7 општински организации на Црвениот крст, поточно 6 општински организации и Црвениот крст на град Скопје, да сите заедно навистина се усогласиме и успешно ја завршиме обуката. Би сакала да ви честитам бидејќи сите оние извештаи кои што доаѓаа од општинските организации и од страна на Црвениот крст на град Скопје говорат за една голема посветеност од ваша страна за се она што навистина исцрпно успеавте да го совладате и дека веќе што се вели од утрешниот ден со добивањето на овие сертификати навистина ќе бидете персонални асистенти кои што ќе бидат пример во заедницата и ќе бидете мотивација да оваа програма и понатаму стане дел од секојдневието на сите заедници во кои што живеат луѓе на кои што им е потребна ваков вид на персонална асистенција. Сметам дека оние 4 модули кои што ги поминавте навистина направија од вас дополнителна вредност на она што е хумана димензија во вас. Вие станавте професионално веќе обучени за да го работите тоа што треба да го правите согласно потребите на лицата кои што ќе бидат на некој начин пар со вас. Следи еден втор дел, да кажам, после оваа свеченост што денеска ние ќе ја направиме, каде што ќе се потрудиме на вистина да ги споиме вистинските карактери на персоналните асистенти со лицата кои што ќе имаат таа потреба нели од се она што вие го научивте и на крај сите да бидеме задоволни и уште еднаш да покажеме дека Македонија е држава во која што секое лице може да живее удобно, да се чувствува сигурно и секако да ги обавува сите оние животни активности нормално како сите заедно. Ви благодарам. Здраво на сите. Јас сум Кристина Михајловска, една од првите сертифицирани персонални асистенти за лицата со попреченост. Пред се сакам да се заблагодарам на министерката Мила Царовска, која што изнајде начин и сила и смогна оваа обука конечно да стане достапна и во Македонија, затоа што веќе многу одамна во Европа и во светот има доста позитивни реакции и веќе многу одамна се применува оваа обука. Истата ни овозможи да се стекнеме со нови знаења, да се едуцираме, да се дообразуваме и заедно со Агенцијата за вработување и преку Црвениот крст на Република Македонија и неговите професионални тимови се едуциравме како полесно и соодветно да им помогнеме на лицата со попреченост на кои што ќе им биде потребна нашата помош, активно да се вклучат во општеството, едноставно да живеат живот без ограничување. Верувам дека ќе продолжиме да соработуваме и дека ќе ја надоградуваме и ќе ја доусовршуваме оваа професија и да стане една движечка сила во Република Македонија. И се надевам на поддршка и од Министерството за вработување и од Агенцијата за вработување и од Министерството за труд и социјална политика и од владата дека ќе смогнат начин и сили оваа професија да стане озваничена во Република Македонија и да влезе во државниот систем како таква. Затоа што несомнено се има потреба од една оваква професија. Верувам дека овој проект ќе продолжи да расте и да се надоградува и заедно со нас, персоналните асистенти и на лицата на кои што ќе им биде им е потребна нашата помош, ќе го надоградуваме и ќе го усовршуваме и како таков да постигне едно големо ниво. Искрено се надевам дека ќе бидеме достојни презентери и промотери на една нова професија во државава. Свесни сме сите дека првите чекори се секогаш многу тешки и дека ќе наидуваме на потешкоти, но заедно лицата со попреченост и ние како персонални асистенти ќе наоѓаме начини, средства и сили сите тие препреки и бариери да ги поминуваме што е можно полесно. Сакам да се заблагодарам во името на сите персонални асистенти и ја очекуваме целата поддршка од Министерството и од владата овој проект да се развива и да продолжи и да остане како таков во Република Македонија.
Ви благодарам. Здраво на сите, Вангел ме представи, јас ќе бидам кратка. Ќе зборувам од моје име како корисник, но и од, можеби, од представници од граѓанските организации на лицата со хендикеп. Персоналната асистенција, што представува еден елемент од неопходните сервиси за подршка на граѓаните со хендикеп, значи беше долго очекувана од страна на лицата со хендикеп. Овој исчекор од страна на државата во моментот презентиран како пилот програма најде на позитивно мислење кај нас самите лица со хендикеп и воопшто кај организациите, кои долги години наназад бараа воведување на овој сервис за подршка. Во таа насока сакам да искажам и благодарност до министерката и до Министерството на труд и социјална политика, кои што имаа слух за оваа долго очекувана услуга на лицата со хендикеп и направи пилот програма за негова реализација. Овој сервис воедно е и обврска на државата, кој произлегува и од самиот чин на ратификување на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп од страна на Македонија, која што ја ратификуваше уште во далечната, за нас, велам далечна 2011. Обезбедувањето на социјалната сигурност и активна вклученост на граѓаните со хендикеп во општествените пори е возможна само со конкретни и точно дефинирани сервиси за подршка, како персоналната или личната асистенција, во чие креирање и спроведување исклучиво би требало да бидат вклучени лицата со хендикеп и организациите на лицата со хендикеп. Значи, дали како директни обучувачи или како сервис провайдери. Мислам дека и би сакале во иднина овој предлог Министерството да го има во предвид. Персоналната или позната лична асистенција им овозможува подршка на лицата со хендикеп да бидат што е можно поактивни и независни во својот живот. Ние како организација пасивно учествувавме онака, наблюдувајќи го овој пилот проект, имавме само една замерка кај што не беа истакнати јавно сервис провайдерите, така да освен Црвен крст, јас до пред некој ден дознав дека Хуманос се провайдери и Издруженијето на студенти на лица со хендикеп, така да ќе имаме избор кој каде сакаме, од каде побараме асистенција. Сепак, ние очекуваме од Министерството за труд и социјална политика да преземе конкретни активности за преточување на овој предлог проект во законска обврска, која би требало да ги опфати сите лица со хендикеп, истиот да биде креиран и направен согласно Конвенцијата и принципите за независен живот на граѓаните со хендикеп, при што даватели на оваа услуга ќе бидат самите организации на лица со хендикеп. Услугата на персонална асистенција во Македонија не е доволно позната како кај давателите на услуги и државата. Сега се запознаваме. Ова е убав проект и убава шанса и сакам и ние како организации и како корисници да дадеме шанса да заживее. Од тие причини неопходно е и организирана, но со подршка од страна на државата да се обезбеди подигнување на јавната свест, како и активна вклученост на самите граѓани со хендикеп и организациите на лицата со хендикеп. Особено е важно во иднина да се придружуваме на принципите и одредбите од Конвенцијата, бидејќи секое непочитување на истата наместо посакуваната инклузија ќе доведе до ексклузија и поголема сегрегација. Благодарам. Институции и чинители на креирање на оваа нова пилот програма, која граѓанските организации долго време очекуваа во Република Македонија, особено граѓанските организации кои што се стрикно концентрирани на полето на работа со лица со хендикеп. Сдруженијето на студенти и младници со хендикеп за прв пат јавно изразува огромна благодарност до министерката, до конкретно оваа влада за реформските чекори, како што кажавте, а не популистичките мерки, кои што наназад ги добивавме како удари, односно ножеви во грб, притиснати од сите страни и маргинализирани како граѓанска организација која 16 години исклучиво работи на унапредување на процесот на независното живење на младите луѓе со хендикеп. Личната асистенција е процес кој што Сдруженијето на студенти и младници со хендикеп ја започна во 2005 година, односно пред 2005 година, со добивање на сервисна канцеларија на Филолошкиот факултет, со поддршка на тогашниот ректор, прекрасниот Ѓоко Мартиновски, со огромната поддршка на Универзитетот Кирил и Методи, со создавање на превоз за
превоз на лицата со хендикеп од образовните институции до местото на живење и назад, и преку Американска амбасада, бизнис заедницата и Швајцарска агенција за развој обезбедување на лични асистенти. Министрке, се согласувам дека проектните активности не се решение за овој процес да живее и да функционира. Зошто? Затоа што ако во проектните активности предвидени се 6 месеци да има персонални асистенти, и ако во семејството веќе лицето кое што се грижи за својот близок, за своето дете кое што млад човек е корисник на инвалидска количка или било кој друг вид на хендикеп, во тие 6 месеци успева да најде работа, а потоа се откажува од истата. Нашиот притисок од 2005, а сега сме 2018. Значи можеме да критикуваме, можеме да кажуваме што се прави и како се прави. Едно ќе ви кажам, од искуството на терен како граѓанска организација. За прв пат сме чуени. За прв пат како граѓанска организација, кога се објави повикот, ние можевме во секој момент да се обратиме во Министерството, особено кога ја добивме согласноста од Министерството за труд и социјална политика, бидејќи Сдруженијето доби согласност за испорака на овој вид на услуга, ние во ниту еден момент не наидовме на затворена врата. Сите критики, се она што сметавме дека треба да се подобри, бидејќи се што е ново трпи критики, но треба некој да ги прифати критиките, особено од организациите на терен. Кратко и јасно ќе кажам, личната асистенција е нешто што е многу значено и клучно, бидејќи помага да се создаде еден момент на независно живење. Што значи тоа? Ослободување од емотивна, психичка, физичка зависност на родител, брат, сестра. Лицето со хендикеп може да биде конкурентно на пазарот на трудот, да може да се самостои, да живее самостоен живот, да работи, да создава, а при тоа да не се чувствува како дете кое што мора да биде во присуство на својот родител. Ние имаме пример каде што имаме многу вработени луѓе кои што оформиле свој семејства, станале родители, токму поради тоа што сме успевале како организација адхок на краток временски период да успееме да дадеме мал придонес во делот на она што се вика независно живење. Независното живење без овој процес кој што го започнавте, министерке, не можеше да се замисли поинаку. Република Србија ова го воведе во 2005 година. Ние им ги донесовме луѓето заедно со личните асистенти, но едноставно се немаше слух. Ви благодарам на иницијативата, ви благодарам што немате популистички мерки за прв пат и ви благодарам што од се срце почнувате еден процес кој што навистина сакате да биде, да има иднина и да биде пред се професионален. Благодарам. Од Општинската организација на Црвен крст Струмица, Елизабета Велкова. Од Општинската организација на Црвен крст Битола, Виолета Христова. Од Општинската организација на Црвен крст Куманово, Сандра Ангеловска. Од Општинската организација на Црвен крст Струга, Кадрие Жаку. Од Општинската организација на Црвен крст Неготино, Валентина Ангеловска. И од Општинската организација на Црвен крст Гостивар, Ивана Јосифовска Цветковска.